Американските санкции остануваат во игра како начин за спрување со корупцијата, но тие не се замена за домашните обвинителства. Тоа е одговорот на заменикот помошник државен секретар Габриел Ескобар на прашањето дали може да се очекуваат нови имиња од Северна Македонија на така наречената црна листа. Ескобар, кој денеска имаше брифинг за новинари од Западен Балкан, и порача на македонската влада на вистина да се посвети на справувањето со корупцијата. By policy, we can't preview our sanctions. Наша политика е дека не можеме да дадеме претходен увид во нашите мерки кои се однесуваат на санкции, но можам да ви кажам две работи. Првата е дека имаме намера да ги користиме надлежните за санкции, а тоа е да се бориме против корупцијата не само во регионот, туку и низ светот. Од тука навистина верувам дека најдобар начин за справување со корупцијата е не преку американски санкции, туку преку домашните обвинителства, преку зајакнување на владењето на правото. Нашите санкции не се замена за домашните институции и процеси за промовирање на владењето на правото. Затоа би охрабрил владата на Северна Македонија и владите на другите земји во регионот на вистина да се посветат на борбата против корупцијата. Освен за оваа тема, Ескобар зборуваше за уште едно прашање поврзано со земјава, за односите со Бугарија и заканите од Софија за можно ново вето. Позицијата на Вашингтон е дека ќе направи се што може за да го помогне пристапувањето на Северна Македонија кон Европската унија. Both are valued NATO partners. Двете земји се важни НАТО членки и би сакале да видиме дека имаат мирни и продуктивни односи. Во делот на Северна Македонија ќе кажам дека силно го поддржуваме незиното интегрирање во Европската унија што е можно побрзо и ќе поддржиме се што земјата побрзо и мирно ќе ја донесе таму. Ќе продолжиме да работиме со владата на Северна Македонија за да ја помогнеме во постигнувањето на незините цели. Земјата е исклучително добра членка на НАТО и јас можам да ја уверам Европската унија дека оваа земја исто така ќе биде продуктивна и доверлива членка на унијата. Поголем дел од брифингот на Ескобар беше посветен на најновиот развој на ситуацијата во односите меѓу Белград и Приштина по синоќешниот состанок меѓу Александар Вучич и Албин Курти во Брисел и обелоденувањето на предлог договорот на унијата за нормализација на односите. Ескобар ја повтори поддршката за процесот, очекува дека тој ќе донесе напредок и се надева дека двете страни ќе ги исполнат обврските ако се постигне договор. Дел од нив е и конечно формирање на заедницата на српски општини на северот од Косово. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.